До крајот на месецот треба да пристигнат согласно подпишаниот договор. Очекуваме да ги испорачат сите 12 возила кои што ги набавивме и тие ќе бидат распределени најмногу во здравствениот дом во Скопје, 6, со што практично се дуплира капацитетот на оваа институција и другите ќе се распределат ширум државата. Колку вкупно возила ќе има брзата помош во Македонија со овие 12, а колку треба да има? Итната помош у моментот во градот Скопје функционира со 7 или 8 возила, не се секогаш сите во функција и како што реков дополнителни 6 значајно ќе го зајакне капацитетот во различни градови во државата. Ситуацијата е навистина различна, некаде има повеќе возила во здравствениот дом, некаде во болницата, меѓутоа има заеднички договор помеѓу нив и тие ги користат. Меѓусебно како за итна медицинска помош, така и за транспорт на пациенти. Со оглед на тоа што остана добар дел од буџетот од минатата година, заради тоа што сумата значајно се намали на електронска аукција, и оваа година може да набавиме дополнителен број на возила. Најавивте исто така и иновација во брзата помош? Станува збор за научари кои што директно пренесуваат во одреден референтен центар каде што треба да се пренесе пациентот тоа што се случува со повредените на лице место. Веќе во следниот циклус тие научари ќе стигнат и овој проект е поддржан од Фондот за иновации согласно меморандумот кој што го подпишавме помеѓу Министерството за здравство, државата Израел и Фондот за иновации. Имате рок кога ќе почне употребата на очилата? За 2 до 3 недели следи следниот циклус на тренинг на останатите селектирани доктори кои што работат на ова ниво здравствена заштита.